Снежната кралица. Си бил еднаш одамна еден гоблин кој направил магично огледало. Се што било убаво и добро во огледалото изгледало лошо и грдо. Еден ден огледалото се скршило и неговите парчиња се распрснале насекаде по светот. Неколку парчиња од огледалото паднале во селото во кое живееле Кај и Герда. Кај и Герда биле соседи. Тие биле добри пријатели и деновите ги минувале играјки игри, градејќи замоци од песок и трчајќи по сончевите ливади. Еден ден, додека играле, едно парче од огледалото паднало во очите на Кај, а едно се зарило во неговото срце. Потоа се променило. Кај веќе не ја сметал Герда за своја пријателка. Тој почнал да ја исмејува и ја користел секоја можност да ја удри. Герда била многу збуната и не знаела зошто Кај се однесува на овој начин. Еден ден, Кај и неговите пријатели решиле да појдат да се санкаат на снегот. Одеднаш пред него се појавила една голема санка влечена од коњи и нејзиниот возач му наредил на Кај да се качи на санката. Кога Кај се качил на санката, возачот се претворил во жена и тие брзо заминале. Жената била облечена во бела свилена облека, а на главата имала круна направена од мраз. Нејзината бела коса се веела на ветрот. Зачуден, Кај прашал која е таа. Јас сум Снежната кралица, одговорила жената, чиешто лице сјаело како светол дијамант. Таа ги затегнала уздите и тие тргнале на патот преку облаците, зад виножитото до една далечна земја. Во меѓувреме Герда чекала Кај да се врати. Еден ден таа го зела чамецот и тргнала да го бара Кај по реката. Кога ја догледала Герда, една самовила го магипсала чамецот и го привлекла кон себе. Кога Герда ја раскажала својата приказна, самовилата ги испратила своите магични цвеќиња да го бараат Кај по целиот свет, но тие се вратиле без успех во потрагата. Герда седнала под едно дрво и плачала цела ноќ. Одеднаш на дрвото долетал еден гавран, кој кажал на Герда за некоја принцеза и за момчето со кое таа се венчала. Герда многу се вознемирила затоа што Кај се оженил и побарала од гавранот да ја однесе во дворецот на принцесата. Герда чекала скриена во дворецот и со олеснување здивнала кога видела дека момчето во дворецот не е Кај. Герда продолжила со потрагата по Кај и стигнала до една шума, каде што сретнала една разбојничка и нејзиниот елен. Кога ја слушнала приказната на Герда, еленот рекол дека ја видел Снежната кралица како заминува кон снежната земја со едно момче. Герда веднаш тргнала кон снежната земја, а еленот отишол со неа. Патувајќи, сретнале еден магепсник кој им кажал дека Кај бил во дворецот на Снежната кралица и поради парчето од огледалото зариено во неговото срце, тој снежната земја ја сметал за свој дом. Тој рекол на Герда да појде во дворецот. Дворецот на Снежната кралица бил направен од мраз. Внатре било студено и темно и само Снежната кралица живеела во него. Еден ден, Снежната кралица му ветила на Кај дека ќе го ослободи ако и го донесе магичниот прстен кој се наоѓал во една длабока и опасна пештера. Кај се подготвувал да тргне во пештерата и да го пронајде прстенот. Тогаш во дворецот пристигнала Герда и кога го видела Кај заплакала и го прегрнала. Додека врелите солзи на Герда капеле врз Кај, неговото смрзнато срце се стопило. Тој ја препознал Герда и заплакал. Заедно го пронашле магичниот прстен и Снежната кралица го ослободила Кај. Заедно со Герда се вратиле среќни во своите домови.